но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја Антон, немаш право да покажеш, тоа не можеш да направиш. Имам. Добро, дайте само да сте саркастични колку што дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го знаев. Чекај сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Што не ќе очистиме? Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во Аргументи. Стратегијата за бегалци, додека беше во парламентот, предизвика полемика меѓу власта и опозицијата, но излезе од рамките на институцијата и стана, може да се рече слободно, една алатка во политичката битка, која веројатно ќе има улога и во престојните локални избори. Наше вечерва да откриеме што навистина, по трет пат ми се чини во ова студија, што навистина се крие зад оваа стратегија, дали навистина јадници, бегалци во некој иден период ќе треба да згрижиме, или пак оваа стратегија е на некој начин мртво слово на хартија, но ќе ги отвориме и можностите или опасностите генерално од еден безбедносен аспект од големи миграцијски движења, какви што имавме низ Балканската рута, а кои што сега од Африка продолжуваат понатаму кон Европа. На оваа тема вечера ќе разговараме со професор доктор Трпе Стојановски. Добро вечер. Добро вечер. Професор. Професоре, и со господината Сандра Томовска, координатор на мобилната екипа на Црвениот крст на Скопје, на Македонија. Подоста ќе објасниме тоа, значи во северниот дел на Македонија кон Србија, каде што генерално издегуваат и доаѓаат бегалци кои што не престана, иако Балканската рута година и повеќе е затворена. Професоре, предлагам од господината Томовска да слушнеме каква е генерално состојбата со бегалците во овој момент, колку имаме на наше тло во бегалските, во транзитните центри, и на дневна база каква е таа флуктуација, за да можеме да констатираме со колку е тоа безбедносен ризик за Македонија. Благодарам што како Црвен крст на град Скопје ни указавте можност да бидеме дел од вечераснава дебата која што нели нормално се поврзува со стратегијата за бегалци која што е донесена и е со една временска рамка од 10 години. Така. Како еден нормално еден необврзувачки документ, но и како нели дел од стратешката политика на Република Македонија по прашање на прифат и инклузија на бегалци и странци во Република Македонија. Ме прашавте каква е моменталната состојба во двата транзитни центри кои што ги имаме во Република Македонија, а тоа е прифатно транзитниот центар Винојук во Гевгелија и транзитниот центар Табановце на северниот дел на Република Македонија, кај Куманово. Но тука ги вбројувам и значи центарот за странци Винојук, како еден од делот таа институционална грижа на Република Македонија и нормално и сигурна куќа, каде што исто така имаме странци кои што престојуваат и кои се со статус значи мигранти и бегалци во Република Македонија. Според нашите податоци денеска во Табановце во моментот има 13 мигранти. Во транзитниот центар Винојук има 29, од кои што од оваа бројка отпаѓа 15 деца. Во Избегово моментално имате 6 баратели на азил и во сигурна куќа има 3 лица кои што се сместени таму од одредени причини кои што не дозволуваат нивниот престој да биде значи во институција од отворен тип, затоа што се смета дека постојат некои повреди на човековите права како такви. Тоа се 51, ако добро извршват прилike, 50. Да, ако вие ги пресметате, можеби додека јас зборев, вие пресметувавте. Тоа е бројката на дневна база се менува од ден во ден таа бројка? Таа бројка се менува откако се отвори Балканската рута и откако се затвори Балканската рута. Значи, оваа бројка нема ден да останала иста. Од проста причина што секој од овие мигранти кои што транзитираат из Република Македонија се решаваат да ги напуштат овие центри и да заменат во правец каде што тие сметаат дека е подобро за нив.
дали тоа ќе биде кон Република Србија, дали ќе биде кон Грција, во подоцнашно време и кон Косово. Така да бројката варира, но не надмашува некаде од повеќе од, можеби, еве да ви кажам дека во пред 2 недели во Табановци имавме негде некај 70, еве гледате, денеска има само 13. Тоа се нормално кампови или транзитни центри, кои што се од отворен тип и кои што со самото влегување таму, мигрантите немаат никаква обврска да останат таму и да мора да престојуваат таму, ниту пак некоја од организациите или полицијата има право да ги задржи и да ги држи таму, затоа што тоа не се така наречените познати detention center, туку се нели центри од отворен тип и флуктуацијата. Има ли меѓу нив баратели на азил? И дали тоа го прават формално или покажуваат и желба да останат во Македонија? Како една од ветените Овие земји? кои што се сместени во Избегово се тие кои што се баратели на азил, 6 на број. Така да тие се оние лица кои што изразиле интерес да барат азил во Република Македонија. Дали докрај ќе го издржат патот и долгата процедура, не се знае, но во моментот тоа е таа бројка. Што значи тоа баратели на азил? И колку до сега сме имали, колку од нив навистина останале во Македонија? Дали тоа е некоја само формалност која што тие применуваат како стратегија за да останат да добијат некој статус? Не би сакала да шпекулирам со бројки и со Имате тоа... искуство, значи до сега колку од илјадници колку што помина останале во Македонија? Не, значи бројката не се, значи од отварањето на Балканската рута во јуни 2015 година до сега, ако Република Македонија, низ Република Македонија неофицијално транзитирале блиску до 800.000 луѓе, од тие 800.000 луѓе сега имате само 6 баратели на азил. Тоа доволно кажува каков е интересот на мигрантите да поведат постапка за да останат во Република Македонија. Назад во прифатните центри Вино и Окита Бановце, ако еднаш изразите интерес да станете барател на азил, вие повеќе нема да престојувате тие центри, туку значи по службена должност ќе бидете префрлени во центарот Вино и Ок. Во двата транзитни центри немаме баратели на азил. Тоа се исклучиво мигранти. Професоре, ова во овој момент низ Македонија, значи да се вратиме како што знаеме сите 800.000 луѓе поминаа, не останаа многу, тогаш Македонија од сите аспекти се соочи и со безбедносен и со хуманитарен аспект како овие луѓе да ги транзитира, па потоа како да ги спречи кога се затвори Балканската рута, значи помина низ разни премрежија. Дали сега е така? Дали овие 50 луѓе представуваат некако безбедносен ризик за Македонија и дали оваа стратегија навистина предвидува и на основа на што дека во Македонија може повторно да дојдат илјадници луѓе кои што ние ќе треба да ги згрижиме на начин на кој што пишува во стратегијата? Поставивте две глобални прашања од кои што произлегуваат десетина други подпрашања. Ке се обидам да одговорам на првото прашање. 2017 година е година во која што миграцијските текови, кои што има апсолутно пик во 2015 година, е со драматична линија на спуштање на таа тенденција. Така што бројките кои што ги слушнавме може да се највпечатлив индикатор за тенденцијата во тој дел. И тоа е состојба која што е регистрираат институциите во Република Македонија. Меѓутоа, Република Македонија е само едно мало географско подрачје на земјината топка и на дел од рутите. Конкретно Балканската рута е дел од таа источно-медитеранска рута, која што почнува од Турција и која што е активна до одреден степен. Меѓутоа, впечаток е дека од минатата година, кога Европската Унија и земјите во Европската Унија поставија категорични приоритети дека таа рута треба да се стави под контрола или условно кажано да се затвори, таа функционира до некаде. Значи, Турција е главниот филтер каде што се прави таа регрутација и благодарение на договорот кој што Европската Унија го има со Турција, всушност резултатот е запрена Балканска рута. Еден дел од мигрантите кои што од Турција
успеваат на разни начини да стигнат во Грција, се згрижуваат во Грција и најголем број од нив, тие кои што ќе се идентификуваат, се враќаат назад во Турција. Така што напливот кон Република Македонија и нагоре кон земјите на ЕУ буквално е сведен на едноцифрена или мала двоцифрена бројка, што е минорно од аспект на она што го имавме. Спомнавте 800.000 мигранти, тие во рамките на Европската Унија и во агенциите нивни на Фронтекс се евидентираат како нерегуларни мигранти и тоа се евидентирани само во еден дел, додека реалната бројка е поголема и таа е сигурно над 1 милион мигранти, односно бегалци кои што во 2015 година изненадувачки ја создадаа оваа бројка, ги изненадија сите институции, вклучително и нашите институции во Република Македонија, и во Европската Унија, и во светски рамки. Така што од денешен аспект може да говориме дека Балканската рута е запрена и таа не е предизвик или не е проблем. Веројатно таа тенденција ќе продолжи и понатаму, имајќи ја во предвид европската политика или обидот разедината Европа да се обедини во тоа дека треба да ја затвори Балканската рута. И без оглед на ставот на земјите од Вишеградската група, кои што се драматично радикални во однос на, ако може да се каже, генералниот став на останатите земји од Европската Унија, денес Европската Унија го финансира проектот со кој што полициски службеници од странски земји, пред се од, условно кажано, источниот дел на Европската Унија, се присутни во Република Македонија и нивниот мандат е финансиран. Сметам дека нивното присуство е позитивна одлука на македонската влада, тогаш кога е донесена во 2015 година и подоцна, бидејќи со нивното присуство, бидејќи Фронтекс, која што е Европска агенција за заштита на надворешните граници, има мандат да действува само на територијата на земјите членки на Европската Унија. Во овој случај се гледа колку таа рестриктивност е всушност и на штета на Фронтекс и на земјите на ЕУ, меѓутоа компензацијата е најдена со билатерален договор да се обезбеди полициско присуство од околу 170 до 190 планирани странски полициски службеници во турнус на територијата на Република Македонија. Всушност, нивното присуство дава дополнителен легитимитет на исправните одлуки кои што ги имаше владата во 2015 и 2016 година во однос на препознавањето на проблемот и обидот како да се одбрани. Тоа не аболицира владата дека на време не ги планирала мерките и всушност беше изненадена. Сведоци сме на начинот на кој што полицијата беше истурена во Гевгелија, неподготвена, не тренирана за такви драматични случаи да реагира. Меѓутоа, во текот на месеците што следеа, се научија лекциите, полицијата забрзано се обучуваше, истовремено извршувајќи ги работните задачи, кои што беа многу жестоки, многу одговорни. Видовме случај каде што армијата се стави во функција да го дополнува тој безбедносен систем и каде што тоа е, би рекол, европски добар пример за интеграција на армијата во добар дел од превентивни задачи во обезбедување на државната граница и впечаток е дека и оценка на повеќе мериторни институции дека Република Македонија конструктивно се соочи и се справи со тој проблем. И сега, ако можам повека да преминам на второто прашање што го поставивте, Република Македонија првата стратегија во однос на мигрантите ја имаше во 2008 година, што е прилично касно споредено со многу од европските земји кои што миграцијата ја имаат препознаено и на многу попрагматичен начин ја имаат вградено во својата актуелна политика. Тоа се случи во 2008 година и тој чекор е за поздравување. Таква каква што е првата миграцијска стратегија, овозможи на еден легитимен начин да се видат приоритетите и поставувањето на државата во однос на тие предизвици. Во меѓувреме со сите научени лекции, сметам дека перформансите на државните институции се надградени и тие се на прилично добро ниво. Така што сегашната стратегија за која што стана прилично збор во парламентот, сметам дека опозицијата всушност може да помогне со конструктивен пристап,
таа стратегија да се доразработи и да се доразвие. Со оглед на фактот дека прво тие биле соочени со таква стратегија и може да ги согледаат. Па добро, не само тие, едноставно државата е таа што е соочена. Во некој момент една од политичките опции била на власт, така што во однос на ова прашање е потребен, би рекол, е потребна синергија и континуитет. Наместо профитирање, бидејќи заканите од миграцијски бранови во моментот се апсолутно нула. Тоа не значи дека тие миграцијски бранови не може да се обноват. Во случај на дополнителни воени жаришта во земјите на Блискиот Исток, Средниот Исток, сега Африка споменавте со право, тоа е главниот извор на регрутирање на мигранти, кои што во овој случај го користат Средоземјето и Италија им е првата земја на дестинација. Меѓутоа, да се вратиме на стратегијата. Значи, стратегијата треба да обезбеди предпоставки за земјата во иднина, ако се соочи, не е исклучено дека може да се соочи, во кој обем едноставно треба тоа да се анализира и да се доаѓа до проценки кои би можеле да бидат да ја загрозуваат безбедноста. Меѓутоа, оваа стратегија многу инвестира во подигнување на хуманитарните аспекти. Нешто што на државата е потребно. Значи, не велам дека секаде треба да има кампови, секаде треба да има прифатни центри. Но тоа што Македонија немаше прифатни центри во 2015 година и беше дополнителен проблем и ја плати повисоката цена во тој дел. Значи, хуманитарниот аспект на мигрантите е загарантиран со меѓународни документи кои што се ратификувани и од кај нас. Така што сметам дека пристапот во однос на ова прашање треба да биде попрагматичен, треба да биде пореален, а не да се предимензионира и едноставно сега во интерес на да биде државата на сите, не само на една. Апсолутно во тој дел. Што од друга страна значи дека државните институции апсолутно треба да продолжат со јакнење на своите на инструментите што ги имаат, на капацитетот, на тренингот, на обуката и најмногу на меѓуинституционалната комуникација и соработка. Нешто што е најосетливо и во тој дел Република Македонија има простор да напредува. И секако миграцијата да се препознае, да се вгради и да се користи она добрата страна која што може да произлезе од миграцијата. Бидејќи безбедносниот аспект е битен, меѓутоа треба да постои еден баланс помеѓу хуманитарниот и безбедносниот сегмент. Ќе проанализираме, ќе продолжиме со состојбите во Македонија и во регионот, но направиме една мала пауза за реклами, па ќе продолжиме да ги анализираме состојбите во Македонија и регионот. Расправаме за стратегијата за бегалци, за фактичката ситуација и безбедносните ризици, ако доколку постојат, со професор доктор Трпе Стојановски и Сандра Томовска, координатор на мобилната екипа на Црвениот крст на Македонија, фактички на град Скопје. Томовска, вие сте постојано на терен, но имате, ми се чини, соработка со Црвениот крст во Србија, ги знаете состојбите на северот, па мислам дека и во Грција знаете какви се. Каква е состојбата сега со бегалците и мигрантите. Од било кој аспект, за ова што вели професор, за баланс хуманитарен, безбедносен. Колку во моментот има во Србија бегалци, каде се сместени тие? Така, Црвен крст на град Скопје, нели, со оглед на обемот на ова миграцијска криза или бегалска криза која што ја зафати Република Македонија, мора да одржува перманентен контакт со своите колеги во регионот, нормално за да се следат состојбите како се одвиваат во регионот и согласно тие состојби да се прават и некои планови како ние овде би реагирале во случај, еве како што кажавте вие, на некој поголем бран на бегалци кои што може повторно да не задаси овде како држава. Пред 2 недели јас службено престојував во транзитниот центар во Прешево во Република Србија, каде што нели нормално нашите колеги не информираа за состојбите таму и за состојбата генерално на ниво на Република Србија, каде што ни беше соопштено дека во моментот, пред 2 недели, зборам ова, на територија на Република Србија престојуваат 4700 бегалци.
тоа е сепак една бројка на неколку транзитни центри и центри за странци кои што ги имаат распоредено од Прешево, Врање, Обреновац, Београд, Суботица и така натаму. Каде се сместени таму бегалците? Ваква транзитни центри како Табана, Севинојук, или имате која друга стратегија за сместување? Дали воопшто и Србија има стратегија за бегалци? За другите центри низ Република Србија не можам да говорам, но знам дека кога бевме во Прешево, нивниот центар е сместен, значи на самиот влез на градот, близу железничката станица, нели нормално транзитот на бегалци минатата година налагаше да постои една таква стратешка точка. Но за разлика од кај нас, каде што одново и од, да не речам од нула, ги изградивме овие транзитни центри, таму поранешната зграда на тутуската индустрија на Република Србија, цел комплекс е пренаменет во транзитен центар за бегалци. Постојниот објект, извршено е целосно реновирање на тој постојан објект, каде што кога јас бев присутна пред 2 недели, колегите од Црвен крст ми соопштија дека таму престојуваат 470 бегалци, од кои што 100 беа деца. Тие се подолго време таму, нели? Скоро една година. Така е. Мигрантите во Република Србија, според информациите, значи, престојуваат повеќе од 10 месеци наназад таму. Што не е случајот со мигрантите кои што ги, нели, во моментот ги броиме во Република Македонија. Каде овие 4700, може уште некоја бројка што официјално не е регистрирана, може би се над 5000 во Србија, што Србија прави со нив и што бегалците имаат во план? Нагоре е затворено, веројатно се обидуваат дел од нив да поминат кон Европа. Една голема бројка, велите, една година стојат таму заглавени. Так. Дали почнуваат да се враќаат? Вака, кога во Република Србија, значи, јас можам само да соопштам тоа што го знам, за сигурно и што го видов. Во Република Србија и тоа што ни беше соопштено од страна на нивното Министерство за работа, кое што е генерално и нивниот комесаријат за бегалци, кој што е заложен, значи, за прашање на бегалците и мигрантите и странци во Република Србија, ни беше соопштено дека единствената надеж и тоа што ги одржува мигрантите таму подолг временски период е фактот што тие чекаат да влезат во листата на бегалци или мигранти кои што ќе бидат примени да навлезат на територија на Република Унгарија и листа која што содржи 10 луѓе на ден. Тоа е единствената надеж што овие луѓе веќе година дена наназад, значи тоа зборуваме, тоа е некој период од отварање и затварање на Балканската рута кои што преминале на територија на Република Србија и кои што уште чекаат да бидат ставени на таа листа од 10 луѓе кои што ќе бидат примени на територија на Република Унгарија, каде што процедурите пак за барање азил или продолжување на транзитот се па сосема поинакви. Дали тоа ги турка може би дел да се вратат назад низ Македонија, во Грција, каква е состојбата во Грција? Од нашето искуство на мобилен тим Липково, кој што сме тим кој што функционира на територија, значи на државната граница на Република Македонија кон Република Србија, каде што сме присутни 24 часа со 4 тимови, нашето искуство кажува дека, да не речам, ако лани ова време имавме исклучиво бегалци кои тендира да влезат во Србија, во последниот месец, според нашите податоци со кои што располагаме, имаме семејства кои што се повратници од Република Србија и кои што нели во иницијалниот контакт со членовите на мобилен тим Липково кажуваат дека една од причините што ја напуштаат Република Србија е изгубената надеж дека ќе се најдат на фамозната листа од 10 луѓе кои што ќе влезат во Република Унгарија. Еве таков е случајот во Гевгелија, едно од тие семејства кои што го имаат напуштено кампот во Србија и кои што дојдоа во Република Македонија е едно семејство ирачки курди кои што изгубиле секаква надеж, затоа што листата која што се прави за влез во Република Унгарија, ако ги послушате мигрантите, тие кажуваат дека листата е многу, значи, да не речам во тајност, многу тешко се влегува, додека ако ги слушате официјалните податоци, се работи за листа која што се прави по случаен избор. Иако
согласно тоа што ние ги гледаме дека фамилиите повратници од Република Србија кои што доброволно сакаат да заминат во Република Грција се 99% афганистанци и 1% ирачки курди, говори дека селекцијата е огромна и дека афганистанците дури од 18 февруари лани кога се забрани нивниот влез и кога се затворија портите за афганистанците, говори за тоа дека тие се можеби една од нациите кои што шансите дека ќе се најдат на таа листа се намне на уште едно прашање. Одат кон Грција. Грција ги прима, влегуваат легално, полулегално. Каква е состојбата со бегалците во Грција? За да можеме подсесно професор да проанализираме. Да, јас тоа би сакала да го оставам на професорот со оглед дека се работи за едно прашање од безбедносен аспект и нивниот влез, дали е тоа илегално или не е. Црвен крст не се занимава со такви прашања, дали и како не влегуваат. Ние ги регистрираме. Како одат во Грција? Сами, вие ако им помагате, меѓутоа, ако сами најдат начин за транспорт... Не, ние не им помагаме да тие да транзитираат низ Република Македонија. Значи, Црвен крст може исклучиво да се најде во ситуација да понуди хуманитарна асистенција на бегалци и мигранти, ако се работи за ранлива категорија на луѓе. Што значи тоа асистенција и што значи тоа ранлива категорија? Значи, бегалците кои што навлегле во Република Македонија. Нормално, сега искрено да збориме. Балканската рута е затворена. По инаков начин од легален влез не постои. Освен да навлезат во Република Македонија како што ќе навлезат. Кога Црвен крст, во случајот мобилен тим Липкова, ќе најде на таква група, семејства. По нашиот контакт со овие семејства, ако ние видиме дека во таа група, дали е тоа 5-члена, 10-члена група, имаме дечиња, имаме бремени жени, стари лица, инвалиди, тогаш наша задача и примарна цел е да укажеме прва помош и хуманитарна асистенција на ранлива категорија на група на лица. И како им асистирате? Што не значи дека ако видиме група на индивидуалци и самци мажи, не асистираме. За нас не постои поделба на ваков или онаков. За нас сите се луѓе кои што ние согласно принципите на Црвен крст сме обврзани да помогнеме. Ранливата категорија, ако они изразат желба да се вратат во Грција или да одат во Винојук, како што е случајот со ирачките курди, тогаш Црвен крст на град Скопје се наоѓа во улога да биде, значи, на еден начин олеснувач на нивниот транспорт, затоа што се работи за мали деца и ранлива категорија кои што ние едноставно не ги пуштаме да патуваат сами. Споменуваш дека професорот ќе треба да ни одговори ако знае. Професорот 5400 во Србија, не знам колку има 50.000 во Грција. Сега движењата се и натаму и наваму, се е тоа илегално и кога се враќаат кон Грција, но и оние што се обидуваат сепак поупорните да пробијат низ Македонија кон Србија. Бројката од 4-5 и прво Србија сакам да анализирам. Дали тоа за Србија представува некаков се уште безбедносен ризик? Тие имаат и стратегија, ќе ги стават ли во станови, ќе ги вработуваат, ќе ги остават да се вратат во Македонија, ќе ги остават да се снаоѓаат кој сака во Маđарска, кој во Македонија. И дали пак таа бројка за нас може да биде на некој начин предизвик ако сите тргнат да се враќаат 4-5 илјади. Може некој да остане, Грција ќе ги прими, како е односот на Грција кон бегалците сега. Неколку прашања, за да добиеме слика кај Македонија меѓу овие две големи групи на бегалци, 5.000 во Србија и 50 во Грција. Тоа е само една, би рекол, рамка од големата слика или од поширокиот предизвик или проблем, бидејќи тие бројки веројатно се поголеми во земјите северно од Србија. И во последниот период, откако помина кулминацијата на миграцијскиот бран во 2015 година, сведоци сме дека тогаш, за разлика од многу земји, Германија беше таа која што ги држеше отворени вратите, секако дека можеби со поинаков став, ама исто така земјина дестинација кои што и денес се најпосакувани од мигрантите се Италија во моментот, Франција, Грција секако, Шпанија,
значи оние земји кои што се условно кажано на удар, и Германија и некои други земји од средна и северна Европа, да. Меѓутоа, во периодот на стабилизација, ако може така да се каже, овие земји кои што се многу повеќе организирани, Германија например, интензивно работи на интеграција на мигрантите, каде што барањата за азил во 2015 година, според евиденцијата на Frontex, беше сретнав бројка од повеќе од 500.000 такви барања за азил во земјите членки на Европската Унија. Веќе следната година е сведена на 1/3 од таа бројка. Значи, иако најголем број од мигрантите и бегалците веќе акумулирано престојуваат во овие земји, тенденцијата на барање азил има значаен надолен тренд. Веројатно тоа ќе продолжи ако е оваа состојба со миграцијски наплив. Значи, Европската Унија, условно кажано, е нападната од миграцијски бранови, меѓутоа тие го заобиколуваат Балканот во моментот. Веројатно, некои идни кризи или некои идни состојби може да бидат нови жаришта и нови рути да се идентификуваат, или обидот да се пробиваат овие рути. Да се одржиме на балканската рута, која што технички е затворена, меѓутоа со затварањето на тие отвори на границата, на кои што контролирано се правеше влез и потоа мигрантите имаа можност да декларираат барање за азил во рок од 72 часа или да ја напуштат територијата на Република Македонија. Македонија таа приказна ја виде, функционираше и во Србија во тој период, и во некои од другите земји. И тоа е всушност, би рекол, еден правен механизам да се амортизира тој проблем, бидејќи вие не го решавате статусот на тие луѓе. Тие се некаде во транзитни центри, како што споменавте во Србија. Дали тоа е бројка која што може да влие на безбедносниот аспект во соседната земја, тоа е прашање на нивните безбедносни институции на државата. Меѓутоа станува збор за бројка од регистрирани 4,5, скоро 5.000 луѓе, што сама по себе е сериозен товар за една држава и државата се обидува тие механизми, да ги активира механизмите и да го амортизира проблемот. На една од телевизиите деновиве слушнав дека во Србија на 1 септември 700 мигранти, односно баратели на азил, деца кои што се затекнати таму, стартуваат со запишување во школската година во Србија. Значи, тоа се некои од механизмите кои што секоја земја, ратификувајќи ги меѓународните документи, ги препознават тие стандарди и тие се дел од националното законодавство. Во тој дел и Република Македонија е, би рекол, на таа линија на транспарентност и отвореност, затоа што е должна да ги прифати тие одредби и да ги интегрира во своето законодавство. Меѓутоа, миграцијата е прашање кое што препознаваме дека е дел од секоја политичка кампања, од секој политички актуелен момент. Еве, деновиве слушаме дека Велика Британија, Англија, која што, соочувајќи се со Брекзит, веќе ја редефинира својата миграцијска политика и веројатно ќе бара решенија кои што ќе бидат специфични за таа земја, меѓутоа надвор од глобалната европска политика во однос на миграциите. Овие мигранти кои што се во Република Србија, тие најчесто настојуваат да го продолжат патот. Нивната дестинација не е Балканот. Најчесто тоа се земјите за кои што говоревме. Меѓутоа, соочени со тоа дека тоа не е можно или тоа ќе трае во недоглед од разни причини, тие се соочуваат со дополнителни проблеми. Со затварањето на балканската рута драматично се подига криумчарењето на мигранти, каде што најлесни жртви се токму овие јадници кои што дошле од некаде и прашање до каде ќе стигнат. А во меѓувреме се лесна цел на криминалните групи кои што одлично функционираат без оглед на националноста на целата должина на рутата, од изворот, од таму од кај што потекнуваат мигрантите па до крајната дестинација. И не секогаш мигрантите стигнуваат таму. Многу од мигрантите препознаваат дека се заглавени на Балканот и да гледаат перспектива.
И сосема е точна оценката дека тие бараат да се вратат во Грција, сметајќи дека Грција е земја дел од шенгенскиот простор на ЕУ и оттаму полесно ќе може да продолжат до некоја нивна цел. Со брод најчесто дислокација или составување на семејства, може би се враќаат назад, бидејќи тоа мислам дека се прават сите можни на легитимни функционирање. овие можности и нелегитимни. Така што она што е денес тенденција во Европа и на што многу се посветува внимание е да се превенираат сите обиди за ако можам да кажам, криминално движење во регионот. Значи, кога не можете на овој хуманитарен начин да стигнете до дестинацијата што ја сакате, многу често или многу поголем број од луѓето се одлучуваат да најдат спас со криминалните групи и тука веќе исходот е многу непознат. Значи, обидот за употреба на фалсификувани патни исправи се зголемува, обидот за илегално преминување на државната граница исто така. Значи, тоа е нов голем предизвик со кој што се соочуваат државите, односно безбедносните системи. Друг исто така многу осетлив момент е со процесите кои што се случуваат во Сирија и во Ирак, со потиснување на силите на ИСИС. Многу од луѓето кои што биле дел од овие терористички групи, не можејќи да обстојуваат тамо, добиваат задача или самоиницијативно мигрираат. Нивна сериозна, нивна посакувана цел е Европската Унија и многу од настаните што ги имавме во Германија, во Франција, во Англија, всушност е поврзана со овие луѓе и некои од нив имаат поминато и преку Балканот. Сега, она што е тенденција на Европската Унија денес и на земјите од регионот, кои што не се дел од Европската Унија и од европските агенции, меѓутоа работат во тој дел, што е сосема добро и корисно, споделуваат информација, всушност да се инсталираат механизми кои што ќе ги почитуваат човековите права и слободи, но истовремено ќе овозможат луѓето што минуваат да бидат идентификувани. Не е тоа едноставно, не е тоа лесно, меѓутоа Европа и европските агенции многу инвестираат во овој дел и тоа се процеси кои што веќе се отпочнати, во кои што се ангажирани многу финансиски средства, многу човечки ресурси, многу проекции кои што треба да обезбедат поквалитетно евидентирање на лицата. Иако многу од нив немаат никакви исправа, никакви документи, меѓутоа исто или така лажни. Или лажни, се представуваат лажно. Нивната цел е да стигнат до некаде на било кој начин, меѓутоа обврска на државите е да ги филтрираат тие чекори и да ги утврдуваат вистинските идентитети на лицата. Сандра, уште кога беше Балканската рута, поминува сите дојде од Грција, поминува из Македонија. Тие доаѓаат со некој по случај на грчки јазик напишано. Дали бе тие реално регистрирани во Грција или тоа беше некој провизорен документ со кој што може да влезат во Македонија? Колку Македонија тогаш ги регистрираше на вистинскиот начин тие луѓе што влегуваат? Видете, за таквите прашања ќе мора да се повикате на одговор од Министерството за внатрешни работи. Црвен крст како организација е присутна во центарот Вино Југ уште од самиот почеток, додека уште не беше ни на повидок градење на тој центар во Вино Југ. Значи од моментот кога почнаа да се да доаѓаат првите бегалци во Гевгелија, кога се свати и државата дека навистина бранот ќе станува се посериозен и поголем и кога се изгради бегалскиот камп во Вино Југ. Јас можам да кажам од позиција на Црвен крст во кампот Табановце. Тие веќе во нашиот камп Табановце доаѓаа со тоа што вие го викате, што е пуслучев, всушност е документ за изразување интерес за барање на азил во рок од 72 часа дека треба бегалецот или мигрантот да се одлучи да побара или да ја напушти Република Македонија. Тие веќе доаѓаа од Гевгелија со наши македонски такви документи. Така да тоа можам да ви кажам како јас видов што се случува во Табановце. Но факт е дека мигрантите и бегалците, само за да излезат од Република Македонија,
не обрнува внимание, ние често тие нивни документи ги наоѓавме, значи... Фрлен. Да. Затоа што сериозна нивната цел, како што рече професорот Стојановски, навистина не беше Македонија. Можам да кажам дека и денеска ние, дури понекогаш како мобилен тим Липково, имаме, да не речем, и своевиден проблем со одредена рандива категорија на мигранти, да им укажеме дека заради нивната здравствена состојба, која што е сериозно загрозена, треба да останат во Република Македонија, да бидат хоспитализирани, дури да не речем и мајки кои што, значи, мора да, значи, да имаат породување овде во Република Македонија, после еден ден од породувањето не сака да останат во Република Македонија, така да тоа е проблем што ние како хуманитарна организација го имаме, да го предочиме на таа рандива категорија на луѓе, дека заради нивното здравје исклучиво треба да останат, но во повеќето од ситуациите сме имале, значи, бегалци мигранти кои што останале тука недела, две, дали од причина на, значи, на скршен долен екстремитет или било што, кои што не можеле да заминат, но на жалост во повеќето од случаевите и на наше огромно жалење тие решаваат да се заминат, така да тоа е. Сандра, ми се чини тоа ние новинарите, следејќи ги информациите околу бегалците, уште пред да излезе оваа македонска стратегија за бегалците, ми се чини имаше еден меѓународен состанок каде што беше решено во Грција да се спроведе таква стратегија, каде што на голем дел од бегалците ќе им се дадат, ќе им се понуди сместување не само во кампови, во станови и на друг начин. Тоа почна, да. Дека ќе им се дадат и кредитни картички за да може да плаќаат кирија, ќе им се понуди вработување, се разбира децата опочнување на образовниот процес и веднаш стигне кај нас. Така да тоа падна во сенка и јас се изненадив бидејќи мислев дека тоа е правено за Грција, од каде што и потекнуваше тоа. Сега, да не се вртиме како пијан за плот околу стратегијата, но тоа е битна, бидејќи или стана битна како потреба необврзувачка, видите, за државата, но бидејќи влезе во една партиско-политичка ситуација, која што може би ја игнорирале, ако таа не афектира луѓе кои што излегуваат да се потпишуваат, советите на повеќе општини гласат за референдум токму на денот на изборите и се создава една, да речеме, една, ајде, професоре, говориме за една нормално безбедностна ситуација или политичка, која што може да предизвика некои несакани ситуации и се говори како за бегалци кои што стојат на врата ондека, неколку илјади, и сега треба да им дозволиме или не со референдум. Еден краток совет и до опозицијата и до опозицијата. Да се фокусираат на реалните проблеми. Бидејќи миграцијата е комплексно прашање и актуелната власт треба уште многу да напредува да го разбере проблемот, феноменот, за да може да биде поефикасна. А за да биде поефикасна и треба конструктивна опозиција која што конструктивно ќе ја притиска за да се профилираат најрационалните решенија во овој момент. Ке остане задача и за идните влади понатаму и така натаму. Она што во моментот треба да се прави на сите нивоа, и во хуманитарниот, и во безбедносниот, е да се инвестира во јакнење на институциите и во професионалност. Во сите сегменти. Бидејќи во било кое прашање поврзано со миграцијата го чепнеме, има можност за подобрување, за напредување. И само појаки, поедуцирани, попрофесионални институции ќе може поквалитетно да се носат со предизвиците. Да, јас сакав пред малку само да се надоврзам на вашето излагање. Тоа што го зборевте за Грција и дали Македонија го следи трендот на Грција, па ги превзема обврските. Значи, стратегијата за бегалци и странци во Република Македонија е, значи, еден континуитет кој што е направен со цел хармонизација со европското законодавство и препораките од Советот на Европа, и кој што Грција како дел, значи, од тоа едно европско семејство, ги почитува од пределбите кои што произлегуваат од подпишуваните и ратификувани договори, кои што налагаат една држава да има свој одговор и хуманитарен, но и безбедносен одговор во случај на еден бегалски бран. Така да во Грција во моментот
значи се затвораат транзитните центри, не после веќе. Има, може би, да не шпекулирам на едно-два кои што екзистираат на ниво на централна Башка од островите, каде што пристигнуваат еве за 3 месеци на островите во Грција пристигнаа на кај 7.000 нови мигранти од Турција. Во Грција тие центри се затвораат и мигрантите и бегалците, всушност баратерите на азил во Грција, кои што мораат да побараат азил за да останат на грчко тло, се распоредуваат во станови кои што им ги плаќа државата во случајот, затоа што тие луѓе во оваа состојба во каква што се, не се, значи, тие што имаат работа и сигурни средства за да можат и како статус на барател на азил, кој што е нели налага државата да се погрижи за тие луѓе до нивното, значи целосна инклузија во општеството, им ги плаќаат становите. Во Грција во моментот, ако не се лажам, има накај 65.000 бегалци во моментот. Значи, големо тој број. Да. 52. Да, со оглед дека еве гледате дека само 7.000 имате нови доаѓања. Така да. Значи да гледаме реално, можно ли е тој наплив од 7.000 веројатно нешто ќе се врати, нешто ќе продолжи, ќе се обидат можеби да предат низ Македонија на некој начин полегално да продолжат таа рута. Видете, ние како... Не говорам дали ќе останат во Македонија, далеко од стратегијата, но дали можеме да очекуваме во јесенски денови мало зголемување на таа бројка со оглед на фактот дека мислам дека некои од нив и работеа во Грција. Согласно нашите податоци од октомври-ноември минатата година, кога всушност го етаблиравме проектот за пружање хуманитарна асистенција на ирегуларни мигранти долж државната граница со Република Србија, минатата година во октомври и во ноември ние имавме зголемување на бројот на присутни бегалци и мигранти на територија на општина Липкова. Потоа проектот како се зголемуваше, значи обемот на проектот го пренасочивме и кон Сопот, дури и кон селата Сушево, значи во тој дел, така да сега покриваме еден огромен регион долж државната граница и нашите податоци од минатата година говорат дека во октомври-ноември имавме зголемен број на бегалци и мигранти. Дали тоа ќе се случи оваа година, неблагодарно е од оваа позиција да анализирам и да кажувам или да... Имате некакви бројки вкупно колку се тие, неколку се во камповите? Но ние како Црвен крст сме значи подготвени во случај на многу поголем обем на бегалци да одговориме адекватно на потребите на тие ранливи категории на лица. Но тоа што може би е релевантно во случајот е фактот што мигрантите и бегалците во Република Грција можат да работат. Значи тие имаат можат да во одредени дејности да се најдат. И сега ова е многу неофицијално, значи нивен трансфер во некоја од државите во Европска унија. Дали тоа е така или не е, не би знаела да кажам, но повторно ќе кажам дека со оглед дека се справивме со еден сериозен бранд, кога имавме, например, 10.000 луѓе во еден ден да ни поминат, и успешно ние како Црвен крст, а и другите организации со сета почит, па дури со сета почит кон Министерството за внатрешни работи, МТСП, значи излеговме накрај со тој наплив во 10.000, не гледам зошто и сега во услови на транзит не би одговориле адекватно и нека се десеткува таа бројка од некои 50 на луѓе кои што сега се присутни во Република Македонија. Сметам дека Република Македонија како држава и сите ни организации кои што всушност се најдовме во ситуација да бидеме олеснувачи на оваа бегалска криза, научивме многу од оваа бегалска криза со оглед дека се соочивме со луѓе кои што не се блиску до тоа, значи до културолошките некои вредности на сепак се луѓе кои што доаѓа од блиски искот. Ние се намачивме како организации, и не само и ние, и сите организации, да најдеме и преведувачи кои што ќе можат да ни послужат да работиме едноставно со луѓето кои што ги среќававме. Вие во Република Македонија
многу тешко, ајде за арапски јазик и ќе најдете и преведувачи, меѓутоа за фарси дијалектот кој што го зборуваат афганистанците, за пашту и урду дијалектот кој што го зборуваат пакистанците уште поретко. Така да ние како држава имавме сериозен предизвик. Тоа беше еден од предизвиците како да се справиме со преводот, бидејќи Сите држави до крајната дестинација го имаат тој проблем. така е. Да, меѓутоа од миграцијската криза мислам дека исто така се научија многу лекции, дека целото општество помина низ еден период на осознавање на еден феномен како што беше миграцијската криза, каде што општеството македонско и граѓаните покажа изводено голема солидарност и преднича во многу од активностите што ги презема и пред државните институции, што е нешто што можеби не може да го подготвувате претходно, но го видовте на дело. Нешто што е нова вредност или потврда на некои од тие вредности кои што ги красат луѓето. Не е тоа малку чудно и противречно. Ние се покажавме тогаш и како индивидуални граѓани, како држава кои ги прими овие мигранти и бегалци. За косовската криза исто така беше. Ги одомаќивме. Голем дел уште се тука. Типично балканска гостопримливост покажуваше македонскиот граѓанин, веројатно и во иднина ќе покажува, со ова тенденција на повикување да што е нетипично за непримање на бегалци кои што ги нема. Нели малку чудно тоа, ние не сме таков народ кој што одбивам, ние живееме, ние сме мултиетничко општество и по дефолт. Така што некако ги плашим, јас не сум приврзан кога државата вели не се плашете, се е во ред, а има поплава или има нешто. Но и не сакам кога од мравка се прави слон. Значи сега брзете ги бегалци ако дојдат, немојте да ги примате, што ќе правиме со нив, не можеме да немаме пари, немаме каде да ги ставиме, а реално не гледам дека има таква опасност. Мислам, таа политика малце е дисбалансирана со природата на луѓето овде во Да, се согласувам со вас, меѓутоа јас верувам дека таму кај што нема проблем, а се димензионира како проблем, всушност тој исто така брзо и ќе понира, ќе го снема. Мислам, тоа е закон на реалноста, на објективноста. Одиме со реклами, а потоа уште по едно прашање за обајцата на еден поглобален план кој што се случува или може да се случи. Еве небо аргументи, при крајот сме на емисијата. Професоре, за обајцата едно прашање што лебди во воздухот, лаички е можеби, некако грубо ги поделивме балканската рута и таа медитеранската која што се уште постои, каде што голем број бегалци од Африка се дават во регијата, но продолжуваат да додат кон Италија. Можно ли е да се разбие таа едно крило да трне ваму или географски сме оддалечени? Или и колку е и тоа е едно безбедносно прашање ако стигнат колку има во Африка, има многу кризни места во Африка. Тоа се милиони луѓе. Колку што го слушав претседателот Иванов и мислам дека бевме заедно во Египет. Египет е една брана на голема милионска бројка на луѓе кои што сакаат да пробијат наму па идат преку Либија и доаѓаат во Шпанија и Италија. Дали е тоа нивниот природен пат, како што овие од Турција доаѓаат ваму, или може таа да се сврти наваму, да речеме, по предпоставка, говориме сега како сериозна држава, која што треба да мисли на тоа? Значи, глобално денес може да се говори за 5 издиференцирани правци или траси по кои што се случува миграцијскиот бран, кои што по правило оди од исток кон запад или од југ кон север. И во ова подрачје што го наведовте, тука екзистираат 3 од светски познатите рути. Балканската рута веќе ја споменавме, која што преку Турција, Грција, во еден дел преку Бугарија, продолжува преку балканските земји, Македонија пред се, Србија, кон Западна Европа. И таа е рутата која што можеби во некои претходни периоди беше најфреквентна,
каде што беа евидентирани повеќе од 1.300.000 мигранти во 2015 година. Велам регистрирани, а Може да и до реалната да. бројка сигурно дека има и друг дополнителен број. Потоа, централно медитеранската рута, која што условно оди од северот на Африка, преку Лампендуза, кон Италија, и западната медитеранска рута, која што преку северниот дел на Африка, преку Гибралтарот, или во тоа подрачје, го засегнува западниот дел или западното крило на Европа, односно на Европската Унија, и понатаму продолжуваат кон север. Сведоци бевме на случаите кога многу од бродовите кои што се преоптоварени, меѓутоа знаете дека кога тие миграцијски текови се случуваат, мигрантите најчесто се жртви на трговците, кои што во многу од приказните на преживеаните се слушаше дека мораат да се ослободат од секој товар, дури и од оној личен, кој што не е многу габаритен, да го фрлат за сметка на тоа да се Да не натежне. пренатрупа бродот со живи фигури, со лица, и добар дел од нив во тие импровизирани бродови завршуваа во Средоземното море. Информациите на Фронтекс говорат и во 2016 година, значи кога говориме за стагнација на миграцијскиот бран, дека повеќе илјади луѓе се удавени во Средоземното море. Секој ден слушаме за бројка каде што Не, 14.000 мисля, че нешто. безбедносните и воените сили кои што имаат и превентивни мисии, бидејќи сега Европската Унија драматично се постави во Средоземјето. После сите оние хавари од во 2015 година, кога само еден брод погина околу 1000 мигранти, НАТО се вклучи со дополнителни активности со цел оперативно да се покрие Средоземјето и да се делува против криумчарите и шверцерите. И во еден период таа рута беше потисната. За сметка на тоа, во тој период профункционира максимално балканската рута, која што реално е и најефтина и најсигурна, Најбезбедна, да. најбезбедна. Меѓутоа, со затварањето на балканската рута, во интензитет добиваат другите можни правци и една е ова што вие ја споменавте. Деновиве бевме сведоци на самит на високо ниво, иницииран од председателите, односно канцеларката на Германија, председателот на Франција, на Италија, со председатели на држави кои што се извор на миграцијски бранови од Африка, со цел да се најде политичко решение, бидејќи тоа е најефтиното и најхуманото решение. Во еден поранешен период Либија беше добар филтер кога од многу причини, и географски, и климатски, и од системот кој што функционираше, ги филтрираше или ги спречуваше мигрантите. Меѓутоа, со сите процеси кои што се случија во Африка, таму едноставно немате систем, немате државно уредување. И многу од тие простори се користат како погодно тло за криминалните групи, кои што, да не се залажуваме, остваруваат извонредно големи профити, мерени со милиони долари и евра. Сака да кажете дека сепак тоа се далеко од балканска рута, дека не би може да тие... Значи, тоа се рути кои што во овој момент функционираат и од многу аспекти тие се прагматични. Иако крајната цел и финансиска, и хумана, и, ако сакате, во човечки животи ја плаќаат мигрантите. И во моментот тоа е мостот преку кој што се случуваат најголемите миграцијски бранови, односно влезови од Африка, која што се јавува како ново жариште, односно погодно тло за мигранти кои што својата перспектива, бегајќи од сиромаштијата, од воените действија, ја бараат кон Европа, а од друга страна Европа се обидува да наоѓа механизми и тоа е процес во кој што нема крај. Има ли во овие луѓе што ги истетнувате, кои одат кон Македонија, па и тие што се враќаат ако се разочарани, освен од Авганистан и Ирак, од тие држави каде што во времето на балканската рута им беше дозволен преминот, иако и што тогаш имаше нации на кои што не можеа да влезат. Од каде сега се има
мигранти и бегалци. Макар и мала бројка, но може би е љубопитно Да, ако за граѓаните. Од каде се? Има ли од Африка? Значи, морам да напоменам дека на Балканската рута почна и порано и се движа, значи, лица од држави кои што може би многу ретко сме ги среќавале, како што е, например, Еритреја, кои што се упатуваат и одат кон медитеранската рута, но од некои нивни причини знаат да поминат во Република Македонија, претпоставувам, биле спречени од своји причини. Имавме дури мигранти од Коморски острови, кои што моравме да побараме и да прочитаме од каде ни доаѓаат овие луѓе. Па се до луѓе, како што се држави Авганистан, Сирија, Мароко, Алжир, Тунис, потоа мал процент од минатата година Сирија, Ирак, ирачки курди, па се до најмногу застапените пакистанци, кои што се мигранти економски, кои што исклучиво, значи, патуваат, тоа се мажи самци, и до афганистанците кои што претежно се фамилиарно ориентирани луѓе, кои што фамилиарно го бараат спасот. Значи, секоја држава од напоменатите која ќе одлучи, односно нивните граѓани кои што ќе се одлучат да ги напуштат државите, имаат свој начин како ги напуштаат. Од држави самци кои што се упатуваат кон Европска унија и таму се сноѓаат, па, значи, праќаат дома средства за живот, до држави кои што фамилиарно се упатуваат. Но на оваа наша балканска рута можам да кажам дека сме сретнале навистина мигранти и бегалци кои што од најмалку застапени до најмногу, но навистина се работи за еден диверзитет кој што не се објаснува ни со балканска, ни со медитеранска рута, ниту пак постои правило за упатување на една националност на таа или онаа рута. Но останува правилото дека во овој наш свет и на земјата топка можете да спречите се како држава. Но движење на човек, жив човек и проток на вода не можете да спречите. Тоа е едно што останува како факт. А дали ќе биде една националност или друга, не менува ништо. Добро, мислам дека одговоривме на дел од прашања, веќе иако останува на самите граѓани како ќе ја сватат и безбедноста, и стратегијата, и референдумот, останува на државата, на законите да го регулираат. И на лично убедување. Да анализираме од аспектот на кој што тоа го направивме. Ви благодарам што бевте. Државата можеби некогаш има и други приоритети. Граѓаните се тие кои што треба да ги реализираат што е приоритет за нив. Да ја притискаат државата и државната администрација да го прави она што е во интерес на граѓаните. Благодарам што бевте гости. Благодарам што не поканивте. Почитувани гледачи, тоа беше уште едно издание на Аргументи. Останете со програмата на Телевизија Нова. Пријатно. Но за старт, за да можам да одработам платата, Читување на функцијата која немаш право да покажеш, тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го знаев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список, што не ќе очистиме? Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А да молам режија.